Добар ден, почитувани гледачи, поточно поздрав до сите гледачи на телевизија Ирис во нашиот регион. Вообичаено, отворено на тема. Продолжуваме со разговорите со градоначалниците од нашиот регион и нивниот отчет. Напоменав што значи под тој термин отчет, една социјалистичка кованица, но се разбираме за што се работи. Она што го затекнале, она што го направиле во првите 100 дена од практикувањето на градоначалничката функција. Ова ќе го продолжиме со сите градоначалници од регионов, таму каде што зрачи телевизија Ирис, со директорите на јавните предпријатија, со некои од другите ваши представници во регионалните представништва на министерствата, со пратениците се разбира, доколку се продолжи вака работата на парламентот и онака немаат работа, па ќе ги повикаме канес да кажуваат, но тоа се некои други теми. Нашава тема е како новите градоначалници ја практикуваат власта овие 100 дена и нешто повеќе, во зависи од тоа кој кога стапил на власт. Нема да зборуваме точно за математички броеви, туку за направеното, но и за нешто што е многу важно. На почетокот на нивната кариера да видиме што затекнале, што планираат краткорочно, средорочно и долгорочно. Овој отчет или овој начин на комуникација со градоначалниците ќе го продолжиме веројатно на секој 6 месеци или нешто почесто, во зависност од потребите, и во разговорите со нив ќе ги представиме сликата, финансиска и акциона слика на локалните самоуправи кои тие ги водат. Значи се договоривме, наша работа е да биде отчетноста, да пренесеме, а нивна да ги кажат податоците. Втор мој гостин е градоначалникот на Виница, господинот Ивица Димитров. Господине градоначалниче, добро дојдете провака за почеток во моја емисија Отворено на тема, а јас имам едно кратко прашање за почеток. Како изгледа наутро да се стане па преку плоштадот да се отиде до работното место градоначалник на Виница? Најпрво да ги поздравам гледачите на Ирис телевизија. Благодарам за прашањето, бидејќи живеам веднаш до општинската зграда. Јас секојдневно пешачам до мојата работа. Значи го поминувам плоштадот Ангел Винички во Виница и стигнувам на работа. Сега, кога стигнувате на работа, пред да се стане градоначалник, се помине еден одреден дел од кариерата, да се потврдат одредени знаења, да се стекне одредено искуство, но и секој граѓанин или кандидат за градоначалник има представа за тоа што е да се биде градоначалник. Како размислувате вие, што е да се биде градоначалник, а што ве пречека и што позитивно ве изненади? Па така е, значи на почетокот морам да кажам дека за да бидеш градоначалник најпрво треба да бидеш меѓу народот, луѓето да те познаваат, да знаат дека можеш да ги вршиш нивните секојдневни работи кои што тие ги зацртале, замислили, меѓутоа и она што е предвидено од страна на опцијата која што те предлагала, планот и програмата која што го нудиш на граѓаните, така да она што го затекнав и она што е сега реално се малку поразлично. Меѓутоа морам да кажам дека уште пред да се нафатам на функцијата градоначалник или да бидам кандидат за градоначалник, јас ја знаев состојбата во каква кондиција е општина Виница. Бидејќи бев председател на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Виница, секојдневно разговаравме со советниците, значи сите настани кои што се случуваа, не се случуваа изминатите 8 години во Виница, ги знаеме. Знаеме колкав долг имаше општина Виница, така да со сите овие работи кои што ги знаев, се нафатив да ја водам и нашата општина. Кога станавте градоначалник, кажавте како реалност што затекнавте, но во секој случај има нешто што позитивно сте изненадени или сте затекнале како позитивна ставка или позитивна појава во општината? Значи позитивно можеме да кажем дека ништо не најдов. Меѓутоа, ако збориме за позитивни работи во наводници, можам да кажам дека позитивни работи во наводници затекнав репрезентација од 780.000 денари, месечни трошоци на 4 возила кои ги има општина Виница повеќе од 60.000 денари, за разлика од сега каде што месечните трошоци се движат некаде околу 20.000 денари. Граѓаните ќе речат кога видел дека се трошат толку пари од новиот градоначалник, се рекол и јас можам да ги трошам, но вие ќе одговорите што мислите околу тоа. Делно рековте дека немате намера да ги трошите тие пари. Оно што граѓаните во регионов и граѓаните на Виница, општина која според пописот има скоро 19.000 жители, 8.000 и нешто самиот град, доста населени места, додуше
малку девастирани со овој целиот процес на иселување, но тоа е една друга тема. Најважна работа е каде се трошат нивните пари. Јас ќе се обидам, кажувајќи броеви од минатиот буџет, а вие заедно ќе направиме компарација. Една мала исправка. Значи, општина Виница брои 19.938 жители, од кои што градот има некаде околу 12.000 жители. Така да, тоа е мала исправка. Така, Светска банка пишува дека околу 8.000, но добро, дај Боже да се и повеќе. Може би со иселувањето и да се сега моментално. Тоа се двете цифри, 14.000 2002, но се претпоставка дека нешто повеќе од 8.000, но дај Боже да се и многу повеќе. Господине градоначалниче, минатогодишниот буџет кој го усвои Советот на општина Виница изнесува 114 милиона, 768.000 денари, така е предвидено. Ја ќе покажам само некои параметри. 38 милиона е реализирано за првите 6 месеца, незадоволително и за вторите, така да самата реализација на буџетот е една од најмалата во регионот. Колку вие го планирате и што очекувате? Берем за овој дел, зборуваме за основниот буџет, нели? За основниот буџет, тоа беше за 2017 година, е планиран 114 милиони, така е. Меѓутоа реализирани се околу 70 милиони, значи тоа е некаде околу 60 и неколку проценти. А оваа година, значи излеговме со реален буџет, значи тоа е 109 милиони. Меѓутоа, планирани капитални расходи од овој буџет се 40 милиони. За разлика од минатата година, каде што се планираше капитални инвестиции во општина Виница во сите сфери, не само во делот од буџетот на општина Виница, туку и од страна на трансфери од другите нива на власт. Не, зборам за во делот на фондовите, дали ИПА фондови, дали преку Светска банка или преку трансграничните соработка со општините, реализирани се само 19 милиони. Планирани 114, реализирани 19. Значи тоа е срамота и тоа е нешто што сите ние, граѓаните на општина Виница, се сраме. Господин градоначалник, вака кога покажуваме компаративни податоци според науката или праксата, ако сакате, на крајот кога меѓу планираното и реализираното е волку голема дискрепанција, веднаш се поставува прашање дека администрацијата или они кои требало тоа да го сработат не го сработиле. Ние како држава или како народ воопшто, вие сте сега градоначалник, имаме една потреба никого да не обвинуваме. Но за ова некој треба да биде одговорен. За тоа што не работел, а требало да работи, или ако работел, зашто работел погрешно. Што е вашата оценка за тоа? Политичка се разбира. Така, другите ќе си ги кажат другите органи. Оценката се води пред се од оној кој што ја води и кој што дава оценка. Претходно можеме да кажеме дека за да се реализират дел од овие проекти, најодговорен е градоначалникот. Администрација како администрација, доколку и се дае задача од страна на претпоставениот, значи тие ќе си работа задачата. Меѓутоа, гледавме дека оваа работа изминатите 8 години во Виница не била спроведена. Само ќе кажам уште една компарација, значи до сега, во првите 100 дена, се завршени доста работи, меѓутоа морам да потенцирам дека за овие 100 дена се обезбедени инвестиции во општина Виница во вредност од 130 милиона денари, колку што нема реализирана општина Виница во изминатите 4 години. Господин градоначалник, морам да ја прашам, како кога кажете обезбедени, тоа значи буџетска основа, трансфери од централниот буџет или врз основа на проекти? Така, значи врз основа, пред се врз основа на проекти. Проекти кои што аплициравме. Проекти кои што аплициравме до Јавната агенција за државни патишта, аплициравме до ИПА фондовите, до Светска банка, аплициравме проекти кои што се уште чекаме одобрение со трансгранична соработка со Република Бугарија. Значи се она што баравме и што наоѓавме можност каде што да аплициравме, дел од овие работи ги добивме. Проекти каде што за овој кус временски период распишавме и ги добивме, ги аплициравме и еве гледаме дека дел од овие работи се завршени. Морам да ја искажам најголемата работа која што досега е договорена, а тоа е патниот правец од Петланска река преку село Драгобрашта, каде што опфаќа 6 села на територија на општина Виница. Овој патен правец ќе го прошириме од 3 на 5 метра. Вредноста е околу 30 милиони денари, обезбедени преку Агенција за државни патишта. Значи тоа е аплицирано од наша страна, од страна на мене како градоначалник, до Агенција за патишта, каде што имавме и неколку состаноци и апелиравме и до раководството на Агенцијата на патишта, бидејќи знаеме дека секојдневно имаме проблеми со одроните,
на цело Истибања. Значи тоа е единствениот алтернативен пат кој што може да го користат сите граѓани на Република Така, Македонија. господин Грачановци, заради познавање на сите граѓани од регионот или с телевизија се гледа во целиот овој регион, не мора секој да знае географија, но ќе ве замолам да објасниме. Патот од Истибања, кој барем последната година едно 5-6 пати затворен поради одрене, пред една недела имавме затвореност од 2 или 3 дена и така натаму. Кој е тој правец што сега велите ќе го правите? Кога кажете топоними, не ги знаеме сите. Значи тоа е патниот правец од Кочани до Делчево, до граничниот премин во Делчево. А овој патен правец или магистралата Кочани-Делчево, најголем дел припаѓа на територија на општина Виница. Тоа е од местото Превалец, па се до пред општина Македонска Каменица. Значи овој патен правец, а во изминатите години знаем... Истата траса или нова траса? Значи оваа траса, за оваа траса договоривме целата траса да биде со нов слој асфалт, меѓутоа друга траса договоривме. Тоа е патен правец, кога се влегува во Виница према Берово, од десната страна и излегува кај село Бигло пред Делчево. Значи тоа е единствената алтернатива во овој период. Да, преку планината и преку виничките села, 6 села од Виница кои што ги опфаќа овој патен правец, така да ова е единствената траса. Меѓутоа е од исклучително значење за пред се за граѓаните на Виница, бидејќи со овој патен правец од Виница до Делчево се крати 12 километри. Од градот Виница. Колку реколте дека е долг? 7 километри? 8 километри е на територија на општина Виница, а 14 километри е вкупната траса. Останатиот дел е на територија на општина Делчево. Така, значи тоа е од кога изминеш Виница на левата страна и стигнуваш до Делчево. Да, така, многу така. интересна информација. Сега, бидејќи започнавме со буџетот, рековме дека тоа што граѓаните најмногу ги интересира каде се трошат нивните пари. Реков, ја кажавте состојбата на буџетот во компарација со мината годишнина. Меѓутоа, она со што се судруваат сите локални самоуправи во истокот е кредитите. Како се потрошени, тоа ќе се одговара преку ревизиите на потрошените средства. Мене ме интересира и граѓаните на Виница и на целиот регион имате два кредита. Едниот е нешто повеќе од 37 милиона и уште еден кредит. Каква кондиција, на колку години и како мислите да ги враќате? Така сега, значи пред недела дена ги плативме ратите од двата кредита кои стигнуваат два пати годишно. Едниот е до 10 февруари, другиот е до 10 август. Така да вкупните рати на кредитите е 2 милиони 700 илјади денари. Значи 37 милиони, остатокот 37 милиони ќе го плаќаат граѓаните, значи по 4 милиони 200 илјади денари годишно. Така да можеме да видиме тоа некаде околу 9 години. Остатокот... Како се сервисира, господин Грачановци, како се сервисирал досега кредитот? Дали заради доснење се зголемини каматите или редовно се одило, бидејќи кредитот земен со дозвола на Министерството за финансии, така? Така. Меѓутоа, треба да напомене дека имаме уште еден кредит земен од Министерството за финансии, тоа е 6 милиона денари, каде што ништо не е вратено. Тоа се 3 кредити кои што ги има општина Виница. Меѓутоа, со оглед на тоа дека двата кредити се земени од Светска банка ги почитува законите, доколку не се плати и не се сервисира редовно, значи буџетот и сметката на општина Виница ќе биде блокирана. Мораме за граѓаните уште нешто. Тие се земени со либор камата или со некоја поголема камата? Тие се земени, не знам со каква камата се земени. Светска банка тоа е лондонската либор камата од скоро 1%, така, Не знам точно. Така, отприлика, добро. Во секој случај Светска банка ќе блокира доколку не ги враќате врските се задолжителни. Така. Другата структура на буџетот кога ја правевте сега, бидејќи овие се обврски кои мора да ги вратите, сами рековте ќе бидете блокирани. На што внимавате намногу концепирајќи го буџетот? Менаџираме на трошоците кои што ги наследив. Значи наследив трошоци некаде околу 39,5 милиони денари. Значи менаџирам со овие трошоци. Ќе истакнам дека минатата година има реализирано две улици со асфалт во општина Виница, една во Граец, другата во Пеклани, каде што вредноста е 4 милиони 650 илјади денари, а платени се само 300 илјади денари. Значи останатите се трошоци кои што јас мора да ги плаќам или граѓаните да ги плаќат, меѓутоа јас мора да менаџирам пред се, затоа што знаеме дека фирмите
се нестрпливи, сакаат секојдневно да се измират трошоците. Значи мораме да менеџираме со долговите, со сите трошоци кои што ги има општина Виница. Имаме трошоци уште од 2000 година, од тоа е од плошта од Ангел Виниски. Така да овие се отужени кои што ги плаќаме рати, месечни рати плаќаме. Имаме трошоци спрема Елем и 100 месечни рати, така да мораме да внимаваме и да бидеме ептен сконцентрирани за трошоците, за да не дојдат до некои несакани последици или до блокирање на буџетот. Рековте 109 милиона сте го испланирале за едната година буџетот кој толку треба да тежи ако го реализирате над 80%, што е просек во Македонија. Еве ќе повикаме овде па ќе се пофалите пред граѓаните, што е нормална работа, реков, не е нешто што е маркетиншка работа. Во Македонија реализациите на буџетите во добри години се движат 82-83%, во лошите 55-57 или колку што беше во така, колку што беше, самите рековте. Сега, кога расходната страна ја концепиравте, на што рековте ќе заштедите за да се вложат во капитални инвестиции, како што рековте, или во менаџирање врз основа на обврските кои ги наследите. Каде во концепирањето на расходниот дел мислите да заштедите? Значи ќе заштедиме во повеќе сегменти. Ќе заштедиме во ненаменското трошење, значи пред се ќе кажам, значи напоменав во трошењето на горива и одржување на возило. Значи тоа е некаде ќе заштедиме околу 600.000 денари годишно. 10.000 евра на година. Година, да, годишно 10.000 евра или 4 години 40.000 евра, каде што можеме да реализираме две улици од по 100 метри со асфалтирање. Ќе заштедиме во делот на репрезентации, каде што истакнав дека општина Виница минатата година има потрошено 780.000 денари за репрезентации. Значи овде ќе заштедиме дел од средствата, меѓутоа ќе подобриме кондицијата за плаќање во делот на договори за комунални такси. Бидејќи голем дел од овие договори кои што имат граѓаните склучено и фирмите немаат плаќано. Јас пред нова година до сите граѓани пуштив опомена сите да си ги измират долговите. Бидејќи општина Виница мора да менеџираме во овој дел, мора да заштедуваме пари, а од друга страна не си ги сервисираме редовните и тековните трошоци. Тоа е тоа е дел од само анализирајќи го минатогодишниот буџет, не идовте ли на задоволителна стапка на наплата на порезите кои ги прибира општината? Воглавно бидејќи таму гледаме една ставка за комунали поприлично високо проектирано, но многу малку наплатена. Многу малку наплатена. Така, затоа и сите граѓани и сите приватни фирми кои што не беа реализирани и не ги платеа долговите, чии пуштив опомена до сите, се со цел да си ги платат долговите, за да може општината по-добро и по-функционално да функционира. Да продолжиме со она што рековте, каде ќе заштедите. Значи имате, рековте вака, 10.000 евра ќе заштедите по основа на потрошувачка на гориво, да. Сметате дека ќе рационализирате, 13.000 евра по основа на потрошување во репрезентација. Тоа са 13.000 евра, од кои што не се платени некаде околу 250.000 денари, тоа са плюс нови 4.000 евра. Така да оваа година ќе ги платиме останати 250.000 денари и ќе оставиме ставка околу 250.000 денари за репрезентација. Значи тоа са некаде и овде можеме да заштедиме околу 10.000 евра. Значи тоа са 1.200.000 денари само ќе заштедиме годишно по основа на овие две работи кои што ги истакнав пред граѓаните. Друга ставка за која што мислите дека можно заштеда или менаџирање како што велите? Така, значи други ставки, еве гледаме дека лани се трошело ненаменски средства за се и се што. Администрацијата трошила за секакви семинари, дали по потреба, дали по не. Сите овие работи кои што биле ненаменски, нефункционално трошени, сите овие работи ќе ги скратиме. Гледаме, работиме се она што е добро, се она што е во контекст на работењето и што служи пред се за условите на граѓаните, сите овие работи нема да ги реализираме, меѓутоа се она што е потребно за нашата општина, тука ќе реализираме. Значи ова се работи кои што мораме да ги реализираме. Општина Виница ќе заштити со уличното осветлување. Значи плаќавме некаде околу 300.000 денари, две рати
верати за уличното осветление тоа се 600.000 денари. За потрошената енергија или за Значи сервисирање? во договор со склучен со јавно-приватно партнерство со фирмата. Се договоривме бидејќи не сме задоволни од услугите кои што има работена ова фирма, сите овие средства кои што ги плаќаше општината веќе понатаму нема да ги плаќа. Или сервисирањето кое што останува, а фирмата која што го добила тендерот за јавно-приватно партнерство да го реализира во целост. Така да и тука имаме околу 600.000 денари, отприлика околу 2 милиона тоа се денари кои што ги напоменав, меѓутоа и во останатите ставки кои што се средствата многу пониски и овде ќе заштетиме доста. Се вратиме на почеток, само едно ваше мислење, броевите си го покажуваат своето, тие се не може да ги замолиш па да се измена тој соодносот. Рековте, си одите на работа пешки преку плоштадот до канцеларијата. Што значи дека секојдневно се среќавате со своите сограѓани, вие сте виничани, ги знаете нивните мислења. Она што е појава во оваа држава е тоа е нужноста од промена на не само реформи во администрацијата, туку промена на менталниот код на луѓето кои работат во администрацијата, дали ќе успееме сите заедно, не знам. Мене ме интересира како прв човек на Виница едно друго прашање. Што велат ваши виничани за одење на 15 обуки, семинари и до вештање, до обучување на администрацијата, кога анкетите покажуваат дека она на што најмногу се жалат граѓаните се шалтерските работници, администрацијата, судовите и така натаму. Како ваши виничани велат, притиснете ги малку администрацијата? Така. Значи, кога дојдов, видов една инертна администрација. Администрација која по разговор со граѓаните, со дел од вработените, не одела на работа. Значи, или одела на работа, меѓутоа само формално и за саат-два и потоа си... Имате ли евиденција кој е тоа што не доаѓа на работа? Значи, вака сега. Значи, тоа е најголемиот проблем, бидејќи немаме камери во нашата општина, а кликнувањето на картичката била евидентирана на време. Меѓутоа, во разговор со дел од вработените, сите знаеме и цела општина Виница дека дел од овие вработени не одели на работа. За разлика од сега, каде што се точни, во 8 часот се таму, во 16 часот си одат од работа. Се дават задачи, се зголемува наплатата на побарувањето на даноци и на све, бидејќи сите граѓани кои што бараат услуга од шалтерските работници се на своето работно место и услугата се врши секојдневно. Денес дојдеш, денес заврши на услуга. Нема денес за месец, за два, за три. Денес за денес. Така работам и јас, така ќе работат и административните службеници. Таму сум за нив. Нема повеќе од еден ден чекање за било кој документ од страна на општина Виница или повеќе од 15 минути. Господин Гранчанов, за секоја појава во која што се крши доброто домакинско однесување и законот, ние како медиум ќе информираме, а понатаму надлежните органи и вие ќе си преземете одговорност. Овде нема лутење, парите се заеднички, целите се заеднички. Македонија да биде Виница, Штип, овој регион да биде пристојно место за живење. Една мала пауза по 22 минути за ЕПП, ќе поминеме на она што за 100 дена сте го сработиле, она што имате намера да го сработите среднорочно и она што е долгорочно за 4 години од овој ваш мандат. Поштовани гледачи, се знае, мала пауза за реклами и продолжуваме веднаш. Поштовани гледачи, се враќаме во вториот дел од мојот разговор со градоначалникот на Виница. Првите 20 минути ги потрошивме на она што според моето мислење е најважно, каде се трошат нашите пари, како се прибираат и како се трошат. Како народ имаме многу навика околу тоа да ги бараме овие податоци, полесно ние да ги слушаме другите направени или ненаправени работи, нешто што е од сферата на жолтите информации и така наречени, ние тоа нема да го правиме. Ние овде ќе зборуваме за вистината и од одговорните магистрати со точни броеви. Ваше е да процените околу тоа како вашите избраници работат во ваша полза. Ние нашава задача вака ја правиме. Господин Гранчанович, поминаа 100 дена. И овде има една низа на работи кои сте ги сработиле, некои сте ги продолжиле, некои сте морале, како што велите да менаџирате. Што е тоа што ви прави задоволство кога на плоштадот ве сретне ваш сосед и вели Ивице, што направи за 100 дена? Така е, значи
ова ме прави посебно среќен бидејќи секој проект кој што општина Виница ќе го реализира и јас како градоначалник пред се го презентираме и го дадовме уште на самиот почеток на мојот мандат и го кажавме. А дел од овие проекти кои што ги најавивме уште во самата изборна кампања се реализирани. Значи посебно сум среќен кога жителите на село Грлани, поточно на неколку мала во ова село, ќе кажат на вистина си стоите од збор, бидејќи овие жители во изминатите децении немаат вода за пиење. Значи се снабдуваат со цистерни, со туби, со бунари и со што ли уште не знам. Меѓутоа за во 21 век. Така е. Меѓутоа за месец и пол откако дојдов на функцијата градоначалник, овој проблем го решивме. Жителите во село Грлани имаат чиста и исправна вода за пиење. Ова е еден од покрупните проекти во интерес на граѓаните, можеби финансиски не толку крупен, меѓутоа интересот пред се на граѓаните ме прави повеќе среќен. Значи финансиите се една страна, интересот кој што треба да го реализираме и кој што треба да го оствариме пред граѓаните е друга цел која што повеќе ме прави среќен. Друг проект кој што го решивме е проектот со искупи на бунари на планината Плачковица, каде што жителите на село Лески минатата година немаа вода за пиење 6 месеци. Сега ископавме бунари, најдовме вода. Значи овај процес се одвиваше во неколку фази, бидејќи знаеме како се тражат бунари, како се тражи вода на планина посебно, се со цел за да може во старите резервоари да се поврзат со овие бунари и жителите на село Лески да немаат проблем. И ова е решено, и ова е реализирано, и оваа година жителите на село Лески ќе немаат проблем со водоснабдување. Значи ова се проекти кои што ги решаваме. Меѓутоа треба да спомнеме дека од 1 март почнуваме со промена на старите азбести цевки во општина Виница. Значи, бидејќи ова појава е скоро секаде во Источна Македонија, веројатно и во другиот дел од Републикава, но да си водиме разговорите за нешто знаеме. Според моите податци Штип има огромен број со километри, така има и Кочини, сето тоа е правено од 72 до 80 и некоја година, кога се сметало дека тоа е еколошки исправно, но на одите тоа е далеко од еколошки исправно. Колку такви цевки имате? Значи вака, со реализирањето на овој процес од месец март, значи тоа се ќе реализираме некаде околу 3 километри и 700 метри, значи завршуваме некаде околу 80% од општина Виница. Јакимово, овде имаме еден мал крак, Трсино е целосно реализирано, мал крак имаме во Блатец, Лески и Градец исто имаме по неколку кракови за реализација. Значи, градот Виница останува уште 20% каде што треба да ги смениме азбестите цевки. Како средорочен план, половината на вашиот мандат, можат граѓаните да се надеват дека биде сменет? До крајот на мојот мандат, верувам дека и овој проблем, граѓаните кои што го имаат во нашата општина ќе биде реализиран. Меѓутоа, овој проект кој што ќе го реализираме од 1 март, инвестицијата е некаде околу 6,5 милиони денари. Така да, ова е еден од поголем... Како кредитот од Светската банка? Па добро, кредитот знаеме дека беше предвиден 17 милиони за оваа намена, меѓутоа фирмата го добила за 6,5 милиони. Тоа го каже и министерот, да. Овде го имате да биде појасно за граѓаните. Значи, кредитот од 18 милиона, 17 милиона предвидено за проектот кој го кажавте по распишувањето на тендерот, вие кога сте веќе градоначалник, го добила фирма за 6 милиона, така? 6,5 милиона. Колку било предвидено, ако било реализирано, да речеме, минатиот март? Па, ако било минатиот март, знаеме дека не само во општина Виница, туку и во сите општини било на тој начин се реализирано. Предвидени средства за 3 километри и 700 метри промена на азбести цевки се 17 милиони. Меѓутоа, со распишувањето на овој тендер од страна на Министерството за транспорт и врски, кој што владата на Република Македонија го има земено од Светска банка, значи оваа траса паднала на 6,5 милиони денари. Значи 10,5 милиони денари е лоша проценка во наводници или проценка која што граѓаните нека пресудат
како требало да заврши. Дека пресудот и некои други органи кои се со устав и закон определени за тоа, а граѓаните ги слушаат како информација. Други проекти кои како за ова година за буџет прочитав и интересен податок. Знаете дека спортот, посебно оној масовниот, па и оној другиот во Македонија е по постојана криза, се нема средства, се нема ни визија како тоа да се направи. Гледам дека вие ставките сте ги променили. Моето прашање е друго. Тоа се Сдружение на граѓани. Така. Вие имате правилник во буџетот на локалната самоуправа. Како им одредивте милиони и пол денари, така, отприлика? За спорт. Да. Како ќе им ги пренесете? Имате лимит во правилникот или на некој друг начин ќе ги пренесете? Како што имате 30.000 денара на Сдружение на граѓани. Така, значи Сдруженијата на граѓани, сите граѓани кои што аплицираат до општина Виница, издвоивме средства по 30.000 денари. И тука ова беше линеарно. Тука потрошивме 600.000 денари. Меѓутоа во делот на спортот издвоивме средства од 1.500.000 денари. Пред се, гледајќи го распоредот, дали се работи за кој спорт се работи, дали е колективен, дали е поединечен спорт. Колку овој спорт и овој клуб бил и предходните години застапуван во нашата општина, што значи пред се можеме да кажем фудбалскиот клуб Слога и што значат овие новоформирани спортски клубови. И колку овие спортски клубови минатите години дале допринос во развојот на младите во нашата општина. Врз база на тоа одредивме суми на секој спортски клуб во општина Виница, колкав лимит и колкова сума треба да припадне од страна на нашата општина. Да појасниме граѓаните да сте го направиле, Советот го направи врз основа на дадена програма на Сдружение на граѓани, не сте го дале како на Сдружение на граѓани во Вреќе, туку врз основа на одобрена програма. Нормално, да. Така. Секој спортски клуб и секој здружение достави програма до Советот на општина Виница. Моето прашање беше на формално правно. И морам да истакнам дека сите 15 советници гласаа за овие одобрување на овие средства. И во делот на Сдружение на граѓани, и во делот на спортските клубови. Добро појава е тоа. Господине градоначалниче, рековте што наследите и што мислите да го направите во скора и блиска иднина и оно што сте го започнале или завршиле во 100 дена. Што сметате дека како стратегија на среднорочен план ќе бидете упорни да го реализирате? А е нужно за општина Виница? Така, значи во мојата програма уште пред да станам градоначалник имав неколку крупни проекти кои што ги истакнав пред граѓаните. Значи еден таков крупен проект, можеби најголем, е затворен градски пазар во општина Виница. Овој проект ќе се одвива најверојатно етапно, бидејќи знаеме дека деталниот урбанистички план на стариот пазар не е донесен. Меѓутоа, морам да истакнам пред граѓаните на општина Виница, овој детален план го зафаќа, почнувајќи од пазарот во Виница, го зафаќа цело ромско мало. И тука малку ќе се соочиме со поголем проблем. Тоа е експроприацијата. Не, донесувањето на деталниот план. Знаеме дека голем проблем има во ромското мало за донесување на детален урбанистички план, меѓутоа ќе се потрудиме најпрво да го донесеме деталниот урбанистички план, а потоа да го реализираме проектот кој што го ветивме пред граѓаните, а тоа е затворен пазар во нашиот град. Тоа е еден од поголемите проекти. Друг поголем проект кој што го ветивме пред граѓаните е токму овој патен правец кој што го истакнав и пред малку, од Пекланска река до село Бигла Делчево. Значи со ова граѓаните на Виница кратат 12 км. Сите граѓани од овој дел од Македонија. Така, сите ќе кратат и сите ќе бидат задоволни и среќни. Овој проект ќе се реализира уште оваа година. Друг позначаен капитален проект кој што исто така со децении се ветува на граѓаните на село Трсино, а тоа е филтер станица, нова филтер станица во село Трсино. И овој проект го веќе договоривме со ИПА фондови, значи аплициравме, каде што 75% ќе бидат средства преку ИПА, а 25% ќе бидат средства од страна на општина Виница. И ова се проекти кои што мораме, дел, уште првата година ги договоривме, меѓутоа дел се надевам во наредните 3 години ќе ги договориме, ќе ги реализираме. Треба да истакнам дека аплициравме и до Министерството за образование за изградба на училишна спортска сала, бидејќи во Виница во градот Виница ниедно училиште нема спортска сала. Аплициравме до Министерството за образование, тоа е
за училиштето, за основното училиште Славчо Стојменски. И мислам дека и овој проект можеме уште оваа година да почне да се реализира, меѓутоа чекаме одговор од страна на Министерството за образование. Општината спремна ли вие со деталните урбанистички планови и поддршката на ваков проект? Бидејќи кога го прашаш министерот, секој пат вели вака, локалната самоуправа коче со изработката или промената на деталните урбанистички план. Главно тоа беше проблем и досега. Значи, општина Виница и градот Виница досега ќе имале спортска сала во едно од двете училишта, дали во основното училиште Славчо Стојменски или во основното училиште Гоце Делчев, меѓутоа бюрократските процедури, општинските процедури кои што ги имала нашата општина не успевале да аплицираат за овој проект. Овој проект го решивме, сите документи кои што требало да бидат извадени, ги извадивме сега, ги доставивме до Министерството за образование и сега чекаме повратен одговор од таму. Неколку пати, само да напомнам дека неколку пати бев во Министерството за образование, да знаат и граѓаните на Виница дека сме сериозни, за секој проект аплицираме повеќе пати. Меѓутоа, морам да кажам дека сме и досадни. Доколку не ни се доколку не ни одговор правично, ние сме таму, до крај ќе седеме и сите проекти кои што ги аплицираме, кои што не се наша надлежност, се со цел за да добиеме повеќе финансии, за граѓаните да бидат позадоволни, а мораме да бидеме упорни. Една од ставките во буџетот се и комуналиите, но овде има и уште една работа која е наследена, па според одлуката на Министерството за финансии ќе трае и оваа година, а тоа е легализацијата на диво изградените објекти. Има два нивоа, нели, изградени врз државно неизградено земјиште и врз приватно земјиште. Докаде е таа работа? Разговарајќи со градоначалниците, едни велат наследив систем кој е веќе уходен, кој дава резултати, други велат дека сето тоа е со ниво на 20-30%, ама врските тоа ќе ве прашам после. Последици од овој закон. Докаде е реализацијата на овој закон? Јас мора да кажам мое мислење, значи ова е еден од најлошите закони што е донесен во Република Македонија. Тоа е мое лично мислење, бидејќи се соочуваме секојдневно со проблеми со легализација и урбанизација на диво изградени објекти кои што не се вклопуваат во деталните урбанистички планови. И тука е огромен проблем пред се за во делот на урбанизација кој што после ни доаѓа пред се за деталните планови кои што не се донесени. А изградени се и после 2011, после 11 март. Така. Значи со замижување на органите од локалната и од државната власт, дел од овие објекти се изградени, па дури и легализирани. И тука имаме еден огромен проблем. Значи тука е едниот проблем, другиот проблем е тоа што плаќаат минимални суми. Граделе. Така е. Затоа кажувам дека ова е еден од најлошите закони. Мора да му го легализираш објектот, без разлика каде е изграден, на кое место е, кога е изграден. Втора работа плаќа минимално. За разлика од другите граѓани кои што си плаќаат. Тоа е неравноправноста на граѓаните, ако некој побараше пред Уставниот суд, веројатно овој закон немаше да се одржи, но изгледа долги години ќе разговараме за него. Еве сега да ве прашам вас како градоначалник. Ви доаѓа ваш сограѓанин, странка како што велиме, и има легализирано објект. Што е правна процедура во која му се потврди дека тоа е нешто бара комунали. Бара комунали. Плаќаат ли комунали? Значи они доаѓаат. Не, бара да извршите комуналните услуги. Така. Доаѓаат и бараат да се изврши комунални услуги, а они легализирали за 1 евро. А не знаат дека треба да платат комунали. Така. И тоа е проблемот. Граѓаните сметаат дека тоа е нивната. Готово, они завршиле и сега општината, теретот ќе биде на страна на општината. И тука имаме доста проблеми, разговараме и му кажуваме дека доколку сакат, пред се мора тој објект да биде влезен во генералниот урбанистички план. Мора да биде донесен деталниот урбанистички план за да се реализираат овие работи. Дел од овие граѓани немаат струја, бидејќи Евана не им приклучува струја. Не им се легализирани објектите, не е донесен, не се разграничени, нема предвидени улици, не е донесен детален урбанистички план и овде доаѓаат одмак кај градоначалникот да им ги реши сите проблеми. И овде е стварно голем проблем. Имате ли направено веќе ценовник околу тоа колку изнесува комуналиите после легализацијата?
прва, втора зона по квадратен метар? Така, значи на ниво на општина Виница можам да кажам дека во регионот сме во делот на комунали една од најефтините. Значи 15 евра, значи немаме, значи тоа е за сите граѓани на нашата општина. Сите живеат во центар. Така. 15 евра по квадратен метар. По квадратен метар. Така да тоа е околу 900 денари, за разлика мислам дека во другите глади се движи некаде од 1400 до 2600 денари, колку што разговарам со другите градоначалници. Затоа можеби ставката на прибирање од даноци е толку мала во меѓутоа граѓаните не само на општина Виница што имаат најниски комунали, туку имаат и најниска вода за пиење. Цената на вода за пиење е најниска. Плаќаат 22,5 денари по метар кубен вода. Што е 34 сега е намалена. Добро, градоначалници, вие рековте ја намаливте водата. Како стигнавте до таа калкулација за колку се наводи водата? Како ќе ги анулирате средства кои ќе ви недостасуваат кај јавното предпријатие? Значи, како што кажав, општина Виница од каде ќе заштеди, од таму ќе заштеди јавното комунално предпријатие. Во каква кондиција финансиска? Моментално е рентабилно, има долгови каде што тоа дужи, има долгови каде што му дужат. Така да тука наоѓаме некоја позитивна нула, можам да кажам, така да сега за сега е добро. А склучуваме договор со јавното комунално предпријатие, работат за општина Виница дел помали проекти, како што се канализациите кои што ги реализиравме во село Градец, тоа се 3 крака на канализација, решен е проблемот со канализациона мрежа во село Градец, овој офат го направи јавното комунално предпријатие Солидарност, меѓутоа јавното комунално предпријатие Солидарност нема повеќе репрезентација од 10.000 евра годишно. Значи цената на водата ќе загубите, ќе ги анулирате со штедење, така дали? Така е, значи ќе штедеме на гориво. Значи нема 3.500 евра месечно гориво во јавното комунално предпријатие, туку ќе има 2.300 евра, колку што е сега. Значи штедиме секаде. Штедиме во сите непродуктивни трошоци кои што ги имала локалната самоуправа, сите непродуктивни трошоци кои што ги имала јавното комунално предпријатие. Значи сите оние кои што не оделе на работа во јавното комунално предпријатие моментално се дома. Така да работиме. Оно што го кажавте за администрацијата на почетот кај вас. Така иста е ситуацијата и со јавното комунално предпријатие. Секој оно што работел и што остана да работи ќе работи. Секој оно што се нема појавено, сега моментално е дома. Така да работиме во интерес на граѓаните. И ова граѓаните мора да го знаат. Бидејќи им го ветивме на граѓаните и еве за 100 дена дел од овие работи еве ги реализираме. Господин градоначалник, има уште една работа од вака се прелekува темата околу парите, мислам дека така треба. Имате и оној дел по закон е блок дотации. Вообичаено министерот за финансија ви вели да штедите, да менаџирате со тие средства, бидејќи тие се поставки поделени наменски, се поделени како се префрлуваат од централниот буџет, но и таму имате законска задача да работите домакински. Можно ли и таму да се уштеди? Бидејќи тоа не се мали средства. Можно е, значи предвидени средства за оваа година се зголемени некаде околу 100.000 денари од страна на ДДВ-то, општина Виница има примања плюс околу 100.000 денари месечно. Во делот на донациите во сите училишта се зголемени блок дотациите. Ќе истакнам дека најлошо темпо се снаоѓаше средното училиште Ванчо Проке Виница, каде што имаше долг некаде наследен околу 3,5 милиони денари. Денес разговаравме со директорот на ова училиште, каде што кажа дека до крајот на годината овој долг ќе биде нула. Значи долгот од 3,5 од блок дотацијата. Да знаеме точно граѓаните да знаат. Така да и овде не се работело транспарентно. Значи од 3,5 милиона денари за една година да го вратиш училиштето на 0 денари задолженост. Главно сите знаеме дека овие во делот на превозните средства главно така тоа сите градоначалници локални самоуправи имаат околу проблем. Околу тоа слушам дека министерството ќе започне со предлог нов закон околу тоа, бидејќи долговите се зголемуваат, но тоа е нешто што сте го затекнали. Сега вака. Стопанската активност на било која локална самоуправа е стопанската активност на стопанските субјекти е дел од живењето таму, иако вие непосредна ингеренција врз нив немате. Но нешто што се нарекува правење на стопански амбиент.
Како и во Штип и во Виница, сите ние се познаваме бизнисмените, имате и совет за развој, нели, за соработка со бизнисмените. Во непосредниот контакт, што велат, кај може да им помогнете за да и тие имаат корист, како и вашите сограѓани вработени кај нив? Така е. Помагаме она што е во наша надлежност. Еве разговараме, тупови, купови, така натаму. Така, значи главно приватните бизнисмени бараат побрзо донесување на деталните урбанистички планови. Моментално имаме еден проблем со донесување на еден урбанистички план, а тоа е на блок 11 дел 2, каде што има неколку стопанствени капацитети кои што сакаат да градат, меѓутоа овде бидејќи претходно било еден субјект, една фирма, и сега повеќе приватни собственици купиле по еден објект и сега тука ни е малку поголем проблемот во донасањето на овој детален урбанистички план, каде што тоа е стариот монопол во Виница, каде што има повеќе собственици и тука мораме второстепена комисија постои по 8 месеца и така натаму. Тука мораме да се договараме сите заеднички. Меѓутоа, разговаравме за нова инвестиција од страна на фабриката Мак Прогрес пред некој ден. Бевме таму, со стопанствениците сакаат да градат нова фабрика во Виница, така да договаравме некои детали околу овие работи и мислам дека можеме да очекуваме во наредните години плюс уште една фабрика од страна на Венчини или Мак Прогрес, попознат во Виница. Тука сме, разговараме секојдневно. Облекаат ли вашите сограѓани кои најмногу се во Тоскана, не може да ги избегнеме и ова Канели, Асти, така натаму. Ви се обраќаат посебно луѓе и од Блатец, од Виница, со желба да вложат по некој денар и така натаму, што е така, во изминатите 100 дена, колку што сум јас градоначалник на општина Виница, има доаѓање луѓе од страна на пред се од Италија. Значи овде размислуваат за приватни бизниси, размислуваат за стопански капацитети, размислуваат за пренесење, пошто пренесување на бизнисот од Италија овде. И искуство се разбира. Нормално нови идеи дава, така да се она што можеме, она што е во рамките на законот и ингеренции на локалната самоуправа, расположени сме да ги решиме овие проблеми кои што ги имаат и ако ги имаат, меѓутоа и работи кои што не им се познати да им ги објасниме. Така да тука сме, разговараме со нив често. Господин градоначалник, последно прашање, ова прашање го поставам на сите градоначалници од овој регион, а го поставав и на минатите градоначалници, меѓутоа веројатно поради политичка или не знам која друга констелација тоа не се реализираше. Македонија има од 2009 година закон за помош, има фонд, закон според кој се прибираат средства за регионален развој. Законот е донесен и неколку пати ревизијата на Светска банка и на ММФ кај нас потенцираат дека тој мора да се операционализира, ако ние бирократски го заобиколуваме нака слаломски и македонската политичка олигархија. Тој вели 1% од GDP-то, од бруто домашниот производ, преку регионите да се распределува на локалната самоуправа. Една проста математика вели, ако 11 милиарди беше минатата година, тоа е околу 100 милиона евра кои треба преку 7-те региони да се распроделат. Што мислите вие како граѓани Виница, градоначалник, доколку тоа му дојде по десетина милиона, нешто повеќе од големината, ама претпоставам нешто повеќе од 10 милиона на година сите градоначалници да влезат во еден проект. Можат ли со таква одговорност да се справат градоначалниците, а имаат ли шанси на министерот Тетовски да му приречат ова се пари на граѓаните? Така е. Ако видиме последните десетина години, дека посебно источниот регион на Република Македонија е запоставен. Сега, погледнете што се случува. Оваа година треба гасоводот да стаса до Штип. Надеваме се дека во следните години треба да стаса. Гасоводот е веќе до Штип, ми сака да кажете во градот да биде влезе. Во градот, да. Меѓутоа нема крак за Кочани и Виница. Значи ова се средства предвидени од страна на буџетот на Република Македонија за развој на општините. Експресните патишта кои што ги најавуваме, автопатите кои што се најавуваат, овие регионални патишта кои што ги градиме, кои што ги градиме, за волја на вистината започнати се. Дел се започнати. Меѓутоа дел, еве како што ги најавивме, ќе се градат.
регионални патишта, обновување на стари магистрали. Значи ова се пари кои што треба и требало да стасуваат пред се до граѓаните на источниот регион. Меѓутоа, знаеме дека изминатите десетина години притискате ли кај министерот да им припаднат тие пари на граѓаните? Притискаме, сите притискаме. Сите заедно градоначалници? Да, сите заедно притискаме, значи преку ЗЕЛС, преку директно со градоначалниците на Источноплански регион, значи сите ние притискаме што е можно повеќе средства да доаѓаат во овој регион. Да се исполни законот, тоа се по пари на граѓаните. Господине градоначалници, 47 минути разговараме. Ова е прв наше интервју во кое што вашата програма, вашите намери, вашите одлуки ги представуваме пред граѓаните од овој регион и пред граѓаните во Виница, се разбира, и ве покануваме на секој 2 или 3 месеца вака да разговараме, бидејќи вашата отвореност ќе покаже дека работите одговорно. Како луѓе мораме да живееме и треба да живееме со оние кои се околу нас. Старите латини велат најскапа работа на светот најмногу кошта убавината и власта. Ве кошта ли власта ваш? Ме кошта пред се слободното време. Само тоа. Посветено со фамилијата. Меѓутоа се нафативме за оваа работа и сме спремни и оваа работа и нашите семејства да го прифатат ова. Ви благодарам за поканата. Поздрав уште еднаш до гледачите на Ирис телевизија и секој пат сум расположен да дојдам по ваша покана и по моја покана. Сите проекти кои што ги реализираме и до сега и од сега ќе ги презентираме пред сите медиуми во регионот. Благодарам што бевте мој гост. Благодарам. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со градоначалникот на Виница, а јас само на граѓаните од Виница, општината Виница и сите од овој регион да им објасниме дека во текот на неделата во информативните програми на Ирис телевизија ќе бидат застапени, ако не секојдневно, барем 3 или 4 пати во зависност од дали нешто се случува важно за сите нас. Гледате Ирис телевизија, информирајте се. Ние се обидуваме да бидеме најобјективни што можеме. Нема страна, единствена страна е интересот на сите нас како граѓани на овој регион. Довидување до следниот разговор со градоначалникот овој регион.